Добро, нека каже прво, нека зборува, остави го. Добро, смири се. Денис! Денис, синко, што правиш ти, бе? Зарем и ти мислиш исто како ово, ја? Зарем мислиш дека јас би можел да направам вакво нешто? Кој ти стави вакво нешто во глава, а? Како ви влезе во главите вакво нешто? Мајстор Кемал забележал во фирмата. Намерно бил изваден некој дел од колата на брат ми. Само ако ти си го направил ова, се колнам дека ќе те тепам додека дишеш, Хакан. Денис, ти да не си полудел, а? Ти отиде со умот, така ли? Ми влегуваш дома, без да се јавиш, без да прашаш, со еден никаквец. Ме удирате пред мојата жена и вака ќе се обвинуваме. Со вакво валкано нешто, така ли? Колку пати се преврте таа кола, бе? Го знаеш ли ти тоа? А? И сега и недостасува еден дел, а? Недостасува еден дел. Кој дел, а? Кој дел и недостасува? Денис? Прекини, бе! Сигурен сум дека ти стоиш зад оваа работа. Ти се би направил за акциите од фирмата. 100% ова е твој план, а не знам, може и заеднички. Го слушаш ли, а? Види го што зборува! Ферит, свесен си што зборуваш? Зарем сум толку бездушна за да си го убијам соствениот брат? Каде е Булут? Во неговата соба. Булут? Нази! Многу се исплашив. Имаше гласови на караница. Нешто се скрши и се преврте. Немој да се плашиш, јас сум тука, ништо нема да се случи. Нази, многу се израдував што дојде. Како нема да дојдам кога ти ме викаш? Вујче? Чичо? Вие мене ми направивте изненадување? Изненадување се разбира. Булут, сега ќе те грабнам од тука. Каде? Каде што сакаш? Додиме ке тебе дома? Види, и Назви ќе дојде. Мислам, ќе додеш ми Назви? Ке дојдам. Може, додиме. Гушни ме да. Возот поаѓа. Што се случува? Си одиме. Каде? Ние ќе ве почекаме надвор. Дојди, Булут. Булут не може да остане во оваа куќа. Тој човек е убиец. Не можем да го дозволам тоа. Ферит, Хакан не би одел толку далеку. За многу кратко се ќе докажам. Тогаш и ти ќе видиш со кого живееш заедно. Голем газда, каде си тргнал ти, а? Булут доаѓа со мене. И додека не се обелодени работава, ќе живее со Ти мене. немаш право на вакво нешто. А ти во моментов немаш право ни да дишаш. Хакан, ти изгледа не си свесен за сериозноста на ситуацијава. Денис, синко, голема грешка правите. Јас немам никаков грев. Ти имаш многу гребови, ама не би ни помислил дека до таму би отишол.
Ти излезе најгласен од сите. Јас не стојам позади оваа работа, ќе видиш. Ќе видиме, и тоа за кратко. Правите многу голема грешка, Денис. Жими Бога, многу голема грешка правите. Денис? Да. Добро си ти, нели? Ке останеш ли уште малку за мене? Те молам. Не ме чекајте мене. Ферит, што се случува? Сообраќајната несреќа. Сообраќајката на Демир и Зейнеп. Мислам дека Хакан вмешал прсти во тоа. Некој ја саботирал колата пред несреќата. Хајде, војче, дојдете. Ајде ќе зборуваме, да не чека болот. Ова ви? Да видиме. Не. Ама многу личи. Значи дека само личи. Ти реков јас да не го земаме ова, нема да го завршиме една недела. Тогаш нема да излеземе од дома додека не завршиме. Значи ова ти беше планот. Да. Назви? Вујко ми изгледа некако нерасположен. А зошто? Аха, ми текна. Тебе? Сигурно ти е жал за рибите од аквариумот, не ви? Не, војче, не сум тажен за рибите. Па зашто си тажен? Аха, ми текна. Тажен си дека дојде зимата. За нешто друго е болот. Во врска со работата остави. Ама не може вака, треба да кажеш. Војче, не е нешто што можам тебе да ти кажам. Многу ви е тажно. Нешто што не е за децата, не ви? Има време, ќе ти кажам. Кога ќе пораснеш малку, кога ќе бидеш големо момче. Добро. Болот душо, ајде и онака нема да ја завршиме служувалката, да те легнеме па да одам во ресторанот. Ама назвите, молам остани кај нас. Знаеш дека не можам да останам. Има многу работа. Го гледаш ли војко ми? Многу е тажен. Може би ќе му помине така ако ти останеш тука. Не верувам, ајде стани. Не ви е така, војче. Можеш да останеш, да не го одбиеме болот. Ихи! Супер! Назви останува со нас. Јуху! Назви останува, многу сум среќен. Назви останува, јас сум среќен. Дојди ваму, среќен принцу. Опа, да јавиме на Манами. Ке ми ветиш. Утре кога ќе се разбудам, ќе бидеш тука. Ветувам. Ох, ајде затвори ги очите. Ајде да видам да ти ја спуштам перницата. Затвори.
Мене ли ме лажеш ти, а? Се договоривме со Булут. Тој прифати да спие, а јас да останам тука. Ферит? Минатата зима тука бевме сите заедно. Денис, Булут, Демир, Зейнеп. Таа вечер врнеше многу снег. Зейнеп не собра сите заедно и не извади во дворот. Имаше снег до колена, тешко одевме, ама Зейнеп ништо не ја интересираше. Пропаѓа, станува, оди како дете. Ја убедивме Зейнеп за да влеземе внатре, ама Булут запна. Не може додека не се направи некој снешко. И што да му речеме? Му рековме добро. Почнавме да правиме снешко. Денис од една страна, јас од друга. Валкаме топки снег. Демир најде 2 камчиња. Му ги направи очите. Денис најде морко во кујната, му направи нос. Зейнеп ја извади наметката. Ми рече, ќе ми ја дадеш послепото. Сум ја ставил во плакарот. Земајќи го сакото, наеднаш испадна пред мене. Меѓутоа, ова не било само една обична наметка. Јас во неја сум ја сокрил најубавата вечер од мојот живот. Мислам дека животот е вакво нешто. Може би затоа и живееме. Убави денови, ноки. Оставаме спомени за да се сеќаваме и да бидеме среќни сеќавајки се. Може би ги живееме за деновите кога ќе бидеме несреќни да се држиме за нив. Тие нема да се вратат назад. Ама ти пак ќе правиш убави снешковци. Ќе бидеш многу среќен. До тебе ќе бидат твоите сакани. Мислам дека животот е вакво нешто. Живееме за убави сеќавања. За да собираме убави сеќавања. Заспа Булут? Легна. Јас бев загрижен, па реков да дојдам. Ти добар си, Ферит? Добро сум. Подобро сум. Каква амбиција? Каков импулс може да принуди човек на такво нешто? Да се испланира тоа, да се помисли. Немам намера
никого да бранам, ама се уште не е докажано дека Хакан е виновен. Утре ќе ги недам потребните докази. Им кажав на нашите, ќе ги пребараат снимките од камерите. И полицијата е ангажирана. Колата пак ќе се проверува. И можно е повторно да има истрага. Ако и зад оваа работа излезе Хакан, тогаш Би те чудело ли? Јас се сложувам со сестра ми. Не верувам дека би одел толку далеко. Или пак не сакам да верувам во тоа, бидејќи ќе биде голема катастрофа. Ако е така, тоа значи дека Булут со месеци живеел со убиецот на своите мајка и татко, не можам ни да... Мене точно тоа ме полудува. Кога ќе помислам на мојот удел, Назли, не се работи за тоа. Се работи за еден психопат. Дали е Хакан или некој друг, има некој психопат. И не е можно мајсторот да се изложил. Некој намерно има расипано таа кола. јас не можам да се совземам, најдобро да си легнам. Ти тука ли ќе спиеш? Да, Булут многу инсистираше. Ми рече сакам да те видам кога ќе се разбудам и не сакав да го одбијам. Добра ноќ. Добра ноќ. Знам дека не е време за тоа. Ама ова со тајната. Назли не знае дека јас кажав така. USB-та, фотографиите се. Нема да ја кажеш, нели? А треба ли да ја кажам? Не би било убаво. Ќе го смени мислењето за мене. Знам. Дури би можел и да те отстрани од животот. Ама јас не мислам да направам такво нешто. Не ми доликува. Добро утро. Добро утро. Јас за Булут... Булут се подготвува да оди на училиште. Со лесно нека ви е. Господине, вашето место е во кујната. Значи работата ви е во кујна. Не стапнувајте ни чекор на друго место. Ме разбравте? Ова ви е листата на јадења што ќе ги правите за неделава. И никако, ама никако не отстапувајте од листава. Во ред, ништо не правете. Добре дојдовте, господице Назмија. Извинете ме. Со лесно нека ви е. Не заборавајте што ви реков. Зарем ништо не се менува? Молам? Реков нека ви е со среќа, изгледа сега Да, почнува. ви благодарам. Ке сум правил ова што пишува на листава. Тука пред да го печеш месото, нека постои малку во оцет. И додека се пече, стави малку екстракт од калинка. Во пилавот никако не ставај риби зла, неа сака. И кога правиш гораби, не прави премногу, не јаде одстоени пашата. Не си слушнал од мене, не го сака кајмакот го трга. Стави само малку повкусна. Ви благодарам. Вие долго време го познавате господин Ферит? Не предолго. Како си, Назли? Добро сум, Тарик, ти како си? Добро сум, што да правам? Обврски околу Булут. Почна со училиште. Треба да му стасаат работите од кај господја Демет. Такви обврски. Со лесно нека ти е. Ферит излезе ли? Не е тука, беше господин Ферит. Тука е. Јас да излезам. Работите на Булут. Се гледаме. Добро. До пладне испратете ми во мејлот. Ќе го чекам. Се слушаме.
Добро утро. Денес рано си почнал со работа. Како и секогаш. Сакаш да ми кажеш нешто? Булут, нели денес ќе оди на училиште, па има нешто да помогнам? Не, нема Назли. Не сакам ништо од тебе. Особено околу Булут. Не биди неправеден кон мене. А не беше неправедно тоа што го направи сестра ти. Вчера и ти самата виде во каква куќа е приморан да живее Булут. Добро, ти нели мислиш дека е неправедно да не ми кажеш знаејќи го сето ова? Назви! Добро утро, Булут. Добро утро! И на тебе добро утро, Војче. Добро утро, Булут. Назви, јас сум гојден како волк. Ајде да направиме еден убав омлет. Назли не работи веќе во куќава, Булут. Не треба да бараме ништо од неа. Ела, Булут, да ти направиме омлет. Со што сакаш да биде омлетот, Булут? Само да размислам. Да ставиме сирење, да ставиме печурки, да ставиме и виршли? Тебе изгледа многу ти се допадна омлетот, го мафтоса. Назви, ти правиш многу убав омлет. Јади малку и сирење. Добро. Јадам? Господине Ферит, ако имате само една минутка, да позборуваме. Што е, Тарек, да нема проблем? Нема никаков проблем, ако ни дозволи пријателов да си ја вршиме работата. А која е вашата работа? Му ги донесовме работите на Булут. Кога ќе биде спремен, ќе го однесеме на училиште. Нема потреба. Јас ќе го носам Булут на училиште. Бога ми, господин Хакан и господја Демет така ми наредија. Знаете дека судот нив им го даде. Кажи им на твоите газди дека многу брзо ќе си го вратиме тоа што ни е одземено. Булут ќе се врати во вистинскиот дом. И денес ние ќе го однесеме Булут на училиште и вечерва ќе остане кај нас. Како сакате, ќе им пренесам на господин Хакан и господја Демет. Би било паметно. Ајде, Мустафа. Завршивме со појадокот. Булут, сонце. Денес бато Тарик ќе те однесе на училиште. И тој ќе те земе. Вечерва си кај нас. Супер! Ајде да додиме. Тарик, душо, на одење ќе ме оставиш мене до некое место? Секако. Јас да го спремам Булут. Ајде, дојди. Предпоставка на вашиот мајстор Кемал е дека колата е саботирана. Потоа, кога требала да се однесе на отпад, се исплашиле. За да не остава трага зад себе, дошле тука, го извадиле и го украле делот кој претходно го расипале. Така било. Јас во предпоставката одам малку подалеку, инспекторе. Мислам дека организатор за сето тоа е Хакан Ондар. Сега да одиме поред. Како прво за оваа истрага да започне од почеток ќе ни требаат сигурни докази. Потоа ќе видиме докаде ќе допре. Се знае докаде ќе допре. И што ќе биде сега? Што ќе правиме? Како ќе дознаеме дали Хакан има или нема врска со ова? Ако најдеме кој влегол на паркингот, ако докажеме дека Хакан Ондер е дел од тоа... Ќе најдеме. Ќе најдеме и Хакан ќе го пратиме таму каде што заслужува. Одам кај обезбедувањето. Почнале да ги прегледуваат снимките. И јас ке дојдам со вас. Повелете. Ич не прашувај, Фатош, буквално му објавија војна на Ферит. Убаво Добро. измати го тоа да не останат грудки. Само пак рековме Ферит. Овие се многу дебели, треба да се потенки. Во ред. А што ја го речам, Ферит? Кога си одеше Булут ме погледна со поглед, ова е поради тебе, разбирам јас.
Ама не е поради тебе, Назли, поради Асумане. Вештерката Асуман. Како не ја испративме со татко ти кога се враќаше дома? Иан такија ли да ја измеша, Фатош? Во право си, ќе измеша. Не запира, сестро, не запира. Ке запре, Фатош, ке запре. Нема излез. Што не пропатив поради неа? Овие се препечени. Не треба да се изгорени од озгора, крцкави. Како ли ќе запреш, Назли? Ќе го врзеш ли девојчето? Ќе употребам технологијата. Што правиш, ма? Кај Асуман се јавуваш? Дома. Чакал си. Асуман, што бараш ти дома? Колку е часот? Слушај, вамо, тебе не ти почна школото? Ти немаш ли часови? Бог да чува и да брани. Веднаш додиш на школа и да ми испратиш локација од таму, разбра? Нека испрати фотографија. Логично, испрати ми фотографија, ама и ти да си на таа фотографија. Од час да те видам. Може дури и професорот да го сликнеш, а не ме интересира, нека те фати професорот. Ајде, душа, ајде, ти исклучувам, те чекам. Изгледа успеав. Многу добро направи, ма браво за другарка ми. Повелете, шефице? Фатош, на што личи тоа? Напразно вежбаше толку пилатес. Види, има грудчиња. Грудки, мати. Абе, ова било многу тешко. Бурак, само што си дипломирал менеджмент. Не размислуваш за некоја работа или стажирање од твојата област? Барав работа. Не недав. Никој не сака да вработи некој тазе дипломиран. И ти си рече да бидеш келнер. Да, немам искуство како келнер. Брзо ќе научам. Пред 3 месеци го изгубив татко ми. Мајка ми е болна. Имам и баба. Таа живее со нас. Имам 2 братчиња. И тие учат. И затоа морам што поскоро да почнам да заработувам. Јас велам да се обидеме, Бурак. Многу ви благодарам. Ајде тогаш, почни веднаш денес. Да влеземе внатре да ти дадат соодветна облека. Добра, Бурак, еве ова ни е кујната. И онака натаму наваму и ти ќе се навикнеш. Можеш сега да послужуваш. Како тоа веднаш утре доаѓаат? Кој доаѓа? Што се случи? Нели господин Ферит има еден пријател дегустатор кој што пишува критики за едно списание? Да? Па господин Ферит рече дека ќе го донесе, ама не очекував дека ќе дојде толку бргу. Назли, тоа нема врска со мене. Нек никога му се јавив, ми рече дека ќе наврати за многу кратко време. И пред малку ми се јави, ми рече дека утре ќе дојде. И јас во моментов немам желба да се занимавам со вакви работи, ама нема што да се прави. Добро, а да одложиме? Му кажав, ама не сака. Имал гости од странство и пред да ги испрати сакале последното јадење тука да им биде. Ај, уште и гости имал. Добро, кои се тие гости од странство? Сите се познати дегустатори, шефови, важни луѓе во светот на гастрономијата. Средина само за онесвестување. Ама Назли, ти си многу добар готвач, нема да се онесвестиш. Назли, нема да имаш подобра можност од ова за да се докажеш себе си. А еден добар шеф треба да биде успешен за кусо време. Ем лично ќе се докажеш, ем ќе го презентираш местово. Да го матиме тоа во една насока? Што ме така, тогаш и ти ќе ми помогнеш. Каква помош, компири да сечам? Жал ми е, Назли, ама тие денови останаа зад нас. Не. Има 2 фарми каде што треба да наминеме за да пазариме утре. И една месарница. Каква врска има тоа со мене? Мислев дека ти ќе ме однесеш, бидејќи многу се оддалечени едно од друго, не можам со градски превоз. Назли, има милионов врски. А има само една работа со која сакам да се занимавам, а тоа е хакан. И онака еден куп луѓе во моментов истражуваат дали има нешто што ти би можел да направиш во врска со хакан. Ем ќе смениш малку ќе ти се разбистри умот. Ќе подишеш чист воздух? А наскоро и Булут завршува со училиште. Тарик треба да го донесе вамо. Нема проблем, нашата куќа е слободна. Фатош ќе се погрижи за Булут. Многу е тешко на Назли да се каже не, Ферит. Манами, многу се извинувам. Сега те оставам вака сама, ама ја знаеш ситуацијата, не треба да остане сам. Ако остане сам, не знам што би направил. И затоа ако сум до него ќе внимавам и ако е потребно ќе интервенирам. И ќе разговарам малку да заборави на сето тоа. Секако, ајде со лесно. Добро, Тарик, штом завршам со работа ќе ве барам. Внимавај на Булут. Ти олесни сега? Сакам побрзо да ги завршам работите и да се вратам на нормален живот. Помисли дека одвојуваш малку време за ресторанот каде што си ортак и ќе ти олесни. Не сакам да се расправам, Назли. Ни јас.
Како и да е, каде ќе одиме? Сега на кај Чорлу има една животинска фарма. Ми ја препорачаа, многу била добра. И кон Шиле некоја месарница, сакам и неа да ја видам. Знаеш колку километри се оддалечени? 200. Ама за успешноста на ресторанот е. Значи не може да одиме на двете места. Одбери едно. Не може, мора да одиме, многу се убави. Назли не можеме да одиме. Одбери. Фарма или месарница? Месарница. А на фармата следната недела. Виде и не било толку далеко, нели? А и јас ти реков на кај Шиле, не реков во Шиле. Утре ќе го испратат месото. Сами го доставувале. Ќе му направам една гозба на тој твој дегустатор. Цели страници ќе испише за нас. Молам, господица Игбал. Господине, најдовме еден во фирмата што би можел да му наштети. Кој? Името му е Джелал Илмаз. Бил еден од нашите поранешни возачи на камиони. На времето се вплеткал во некоја кражба во фирмата и нормално го избркале од работа. Потоа, господин Демир се сожалил и повторно го вработил. Ама кога пак бил фатен градејки, му се развикал пред сите и го избркал од работа. И Джелал му се налутил на Демир, така? Да. И тоа многу. Му го пресекувал патот, му се заканувал. И онака секој во фирмава знае дека Джелал е таков и многу лошо зборуваат за него. Му ја најдов адресата преку еден негов познаник. Господине Ферит, велам да ја дадеме името и адресата на полицијата, па нека го проверат. Не знам, господица Игбал, може би човекот е невин. Испратете ми адресата прво, јас ќе го проверам. Господине Ферит, ова е навистина многу сериозен случај. Оставете ја оваа работа на полицијата. Господица Игбал, испратете ми ја локацијата по телефон. Госпогица Игбал е во право. Остави полицијата, нека го сослуша. Само да му ги погледнам очите, Назли. Дали е човек што би го направил тоа или не, морам со своји очи да го видам. Ај, не го гледај со своји очи, не можеш ти да одлучиш за тоа. Оваа ситуација е многу сериозна за да играш детектив. Опасно е. Назли, ќе ти викнам такси, можеш да слезеш. Каде да слезам? Во право си, ова е опасна работа. Затоа ќе слезеш, нема да дојдеш со мене. Ќе ти викнам сега такси. Не, јас размислив. Мислам дека си во право. Ти си во право. Треба прво да се погледне во очи, па да се види дали човекот направил такво нешто. И јас ќе дојдам, да одиме да видиме. Не можам да ризикувам. Ни јас не можам да ризикувам да те пуштам сам. Да ми простиш. Ајде ќе задоцниме. Ајде. Ајде ќе доцниме, ајде да видиме. Како се викаше човекот, Джело? Ова е адресата. Назли, почекајте во коло, да разговарам и доаѓам. Назли? Замисли само, бе, замисли само, ништо друго, ништо друго. Бато Ферит Аслан. Што? Среќа па колата ја паркиравме во долното мало. Што да правам? Оде ти донесете ја колата тука некаде од позади, ама никој да не те види. Добро, чекајте ме таму, јас ќе дојдам. Ајде. Сега, се што ќе ти кажам, јас тоа и ќе го направиш. Добро? Здраво! Господин Джелал? Не сум господин, ама Джелал сум, повелете. Може да поразговараме? Не може, господине. Што има да зборувам со вас? Видете, јас тебе те познавам, Ферит Аслан. Работе во твојата фирма. Ама твојот партнер ме избрка од таму. те избрка без причина.
Беше човек без разбирање. Откако те избркал од работа си му се заканувал на Демир, така ли? Се заканив. Многу му бев луд. Ме уништи тој човек. Ми удри жик на крадец. Ме остави без пари. И нормално му се заканив. Нема да ве лажам. Сакав да го исплашам. А да разговараме на мира внатре, може ли? Не е слободно за тебе. Овде нема место за вакви луѓе. Како му се закани на Демир? Јас го направив тоа во нервоза. Се покаја затоа што му се закани? Јас не знаев што правам. Дома имате болен? Да, ќерка ми, 5 годишна е. Се лечи и... Многу се големи трошоците за лекови. И нема да ве лажам, морав да крадам за да ја купам лекови. Крадев од луѓе. Ова е моја визит картичка. Јави се, ќе разговараме за болеста на ќерка ти. Доди ме назли. Што мислиш? Не е масло над желало. Сигурен сум. Исто мислиме. Во ред, многу е очигледно дека не е прекрасен човек. Ама не верувам дека би направил такво нешто. Сепак има мала болна ќерка. А и нема никаква корист од тоа. Не е уверливо дека би направил толку детален план само за да се одмазди. Пак се вративме на Хакан. Нема кој друг да стои за ова. Се разбира, не го направил тој самиот. Користел други луѓе. Мене прво ми требаат луѓето кои ги користел. Дојдовте ли? Добре дојдовте. Како поминавте? Средивте ли се? Средивме, манами, средивме. Спремни ли сме за утре? Ме нито ми е во главава. Земав и материјал. Уште утре да се спремат јадењата. Прв голем испит на ресторанов. Ако положиме, имаме светла иднина. Јас сум сигурна дека гостите од тука ќе заменат многу задоволни. Човек најмногу грешил кога најмногу верувал во себе. Запомни го тоа. Само да те подсета малку. Ке го запомнам. Молам, Тарик. Во ресторанот сум. Дојдете ваму, ве чекам. Добро, каде се цртежите? Ото Тарек ги остави дома, за да не им се случи нешто. Само не разбирам, нели требаше ти да го направиш цртежот, да не ти се налоти учителката? Што да правам, Вујче, не може без мама поддршка. Добро, тогаш така нека биде. Пиленце мој, што да ти спремам тебе? Назли, не мачи, се ќе јадеме дома. Новиот готвач требаше да спреми нешто. Вујче, може ли да јадеме тука? Види, јас сум многу гладен. Ми звонат звончења во стомакот. Како волк сум гладен. Добро,
Јас ке слезам долу да ти спремам нешто. Имаш среќа, има многу убави работи. Знаеш дека не можам да те одбием и тоа го користиш, така? Да,